Новинарите се фрустрираат и се хиперсензитивни кога некој ќе се обиде да се стави во нивна улога и од нив ќе бара одговори, особено кога се свесни дека нема да успеат да најдат адекватен исказ со кој ќе возвратат на поставената дилема. Сакам само едно да ве прашам вас, новинарите. Без прашање кон новинарите ќе ве молам, оти сме алергични. Зошто земјоделецот сида не го фаќа? Јас ќе ви одговорам на прашањето. Сида не може никој пат да го фате заради тоа што работе за курово здравје. Сидата е слична со инфлацијата. Нема секс, нема сида, нема пари, нема инфлација. Исплашена дека со една од кризните мерки во планот за штедење ќе биде начната незината комфортна зона. Администрацијата тивко, ама наметливо преку своите синдикати почна да го искажува својот револт. Се додека премиерот не излезе и ја смири ситуацијата. Во однос на тој дел, не станува збор прво за платење на кратите. Ова лексичка грешка не значи дека во тој барван нема да влезат големите менаџери и директори кои управуваат со пари на граѓаните. Иако со квалитет, знаење и искуство, и ним неприродно им се редат зборовите штом фатени во теснец за евентуалните сопствени неправилности, го обвинуваат тој што нив ги сомничи. Како е можно 113.000 да ви е основна плата, а 192 да бидете платени за дежурство? Овие работи се интерни документи кои вие не знам како сте стигнали да ги добиете. Кој му ги дава вие? Јас ќе те тужам за злоупотреба на мојата службена должност. Ако продолжиш овака, јас ќе те тужам тебе. Не бива ни да земаш голема плата, ама па баш не, ниту да не земаш ич. Иако има и такви кои се меракли да работат за јавно добро. Ниту ним не им е лесно. Владата ги смета за суспектни сите што можем работат про боно, па дури и оние што постојано им ги лепат. Има политичари кои што велат ја ќе работам без плата. Јас не верувам у луѓе кои што работат без плата. Минатиот месец за кога се објавени платите, вице-премиерот Анѓушев зел 80.200, но тој платата не ја подигнува, туку ја донира. И ќе кажам уште една работа. Јас не верувам во луѓе кои работат без плата. Јас се откажувам од градоначалничката плата. Од сето ова излегува дека товарот на сето штедење што го најави владата уште веднаш се струполи врз левица. Иако тоа машки го трпат, ама мора да реагираат кога неправедно и само ним ќе им биде тргнато каблето од штекерот. Значи не сум педерче да се жалам за вакви глупости. Некој ми го чепкаше лаптоп. Некој дојде и ми го затвори лаптопот. Некој ми го исклучи лаптопот. Ја тука изгубив 2000 евра, бе, човече. 5 минути бев офлање. Кој ќе одговара тука? И на крајот, кога оптимизмот за состојбите на толку високо ниво, па со леснотија се прават интересни споредби со географската положба во однос на соседите, особено со омразениот. Добро, сепак ние сме запад за Бугарија. Они, знаете, секој пат запад кога ќе вас има, додуша нашиот запад е друг, на Македонија или кој Југославија кој имавме, запад, Италија, Австрија, мислам, така беше тоа. Многу фенси запад. Носталгијата е силна поради сеќавањата на младоста. Ама таа со југо предзнак е диагноза. Ниту 30 години потоа за неа не може да се најде лек.